Денеска сакам да позборуваме малку за тоа што е менталното здравје. Здраво, дечки, јас сум Кика Аверо, а ова е Body Positive Macedonија, каде што зборуваме за нашата љубов кон себе си, нашето тело, самодоверба и нашето ментално и физичко здравје. Менталното здравје ја вклучува нашата емоционална, психолошка и социјална благосостојба. Менталното здравје влијае на тоа како се чувствуваме, како размислуваме и како се однесуваме. Исто така влијае на тоа како реагираме и како се справуваме со стрес, како се однесуваме со другите и какви одлуки донесуваме. Менталното здравје е многу важно во сите етапи од животот. Не е само кај децата или само кај возрастните, туку во сите етапи во животот, од деца па се до старост. Има 3 фактори кои што најчесто доведуваат до проблеми со менталното здравје, а тоа се: првата група на фактори се биолошки фактори, генетски или хемиски процеси во мозок. Вториот фактор може да биде животното искуство, односно травматичното животно искуство или некаков тип на злоупотреба. И третиот фактор се секако фамилиарната историја, доколку во фамилијата имало некаква ментална болест во постарите членови, може тоа да се јави и кај помладите членови. Сега, јас не сум психолог и не можам многу да зборувам за тоа како да излечите нешто, меѓутоа можам да споделам со вас кои се симптомите и како можете да препознаете дека некој поминува низ проблеми со менталното здравје. Прво, кога ќе помислиме на проблеми со менталното здравје, веднаш одиме на оние екстремни симптоми кои што се појавуваат во суштина во подоснежните етапи од болеста, како на пример слушање гласови или биполарност, односно промена на расположение брза, или размислување на тоа да се самоповредиш себе си или останатите, другите луѓе. Меѓутоа, ова се веќе симптоми кои што се појавуваат подоцна. Првите симптоми можат да бидат многу незабележливи навидум за голо око, што се вика, и доколку не ги побарате, може и да не ги приметите. Овие симптоми можат да земат облик на претерано спиење или премалку спиење, претерано јадење или премалку јадење. Може некој да заборава да јаде или да јаде постојано. Личноста може да се повлече во себе и да не сака да излегува, да не сака да се дружи со другите луѓе со кои што претходно се дружал и излегувал. Може да има многу помалку енергија и да чувствува апатија, ништо да не му е важно, да не се секира за ништо. Може да пуши, да пие повеќе од колку што тоа го правел порано, може да биде цело време лесно иритабилен, многу брзо да почнува да вика и да се кара со сите за навидум ситници и така натака. Долу ќе ви оставам еден линк од веб страницата каде што јас ги најдов овие податоци, можете да прочитате повеќе. Она што јас би го рекла е дека никогаш не знаете со што се справуваат луѓето околу вас. Најмалку нешто што можеме да направиме е да не допринесуваме кон туѓата болка. Односно, некој веќе можеби и се справува со некакви проблеми самиот во себе, и нашите лоши коментари или нашите исмејувања по социјал медија или како и да е, можат многу повеќе да допринесат кон нечија болка. Така да бидете фини меѓу себе, бидете љубезни, помагајте си самите меѓу себе. Доколку приметите некој од овие симптоми кои што ги набројав кај некого кој што го познавате, јавете му се, направете муабет со него, прашајте го како е, добро ли е,
ајде излеземе на кафе, да се напиеме на кафе. Оние работи кои што на вас ви изгледаат ситници, на некому може многу да му го променат животот. Тоа беше се за ова видео. Се надевам дека научивте нешто од ова видео. Кликнете таму еден лайк или subscribe за да се преплатите на каналов и да ги гледате сите видеа понатака. Сакајте се себе си, сакајте ги другите, бидете фини кон себе си и кон другите и се гледаме во наредното видео. Чао, чао!